Како институција Управа за финансиска полиција, веќе 2 недели сме во финансиска контрола на ФНИ индустрии, АД Кавадарци, каде што од истрагата утврдена и денеска веќе е поднесена и кривична пријава против извршниот директор на ФНИ индустрии АД Кавадарци, лицето ЈМ, со иницијалите ЈМ, за постојано основано сомнение за извршено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Имено, пријавениот ЈМ во својство на извршен генерален директор на ФНИ индустрии АД Кавадарци во текот на 2017 година извршил спротивно на случајниот договор за кредити со Стопанска и Комерцијална банка АД Скопје, извршил отуѓување на подвижни ствари кои што веќе претhodно банките имале заложно право на истите и имале право во вкупна вредност од 1 милијарда 809 милиони 617.164 денари, за кои на директен начин предизвикале штета на доверителите, односно на банките. Тоа е делот каде што веќе е завршена истрагата и е поднесена кривична пријава до основно јавно обвинителство ВС. Останува делот да се истражува за одредени побарувања кои што ги има ФНИ индустрија АД Кавадарци од меѓународните комитети за продажба на фероникл. Истрагата е во тек, верувам дека во најкусен рок ќе заврши и со тоа навремено ќе бидете известени и јавноста ќе биде информирана. Според нашите сознанија и информации, лицето Јусуф Миракмедов, како странски државјанин, на ден 29.10. ја напушил Република Македонија преку граничен премин аеродром, односно Петровец. Верувам дека тоа ќе биде обврска на јавниот обвинител, кој што ќе побара преку меѓународна правна помош да поднесе и потерница против пријавениот Јусуф Миракмедов. Значи, штетата која што е проценета од наша страна и констатирана, дека се оштетени банките е 1 милијарда 809 милиони денари. Значи, таа е штета која што според анализата извршена и финансиската контрола од страната на овластените лица на финансиска полиција, утврдено дека истиот тој продукт го пласира на меѓународен пазар и таму е продаден. Иако, според договорите за кредити и нотарските акти случајни со банките, имало обврска претhodно да добие согласност од банките. Тој не го направи, него своеволно ги продал и ги пласира на меѓународен пазар. Значи, тоа е, како целина, таа е штетата што односно доверителите се оштетени. Што се ти подвижни ствари? Тие се продукти, да, фероникел и некои други, да, металуршки производи, да. Истрагата е во тек и сме во секојдневна координација со обвинителите, односно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. И целата постапка, верувам дека што можно побрзо ќе биде завршена, зашто одредена документација веќе е обезбедена. Се сомневате дека може уште криминал да се најде? Да. Веруваме дека има уште за анализа и за проверки на терен.